Денес славиме 3 децении развој, заедништво и љубов кон родниот крај. Славиме генерации на луѓе кои со својот труд и посветеност придонеле Карбинци да стане место на напредок и перспектива. На самиот почеток ве поканувам со должно внимание да ја проследиме химната на Република Македонија во изведба на детскиот хор од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Карбинци. Во продолжение ве поканувам да уживате во настапот на учениците од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Карбинци, кои преку песна и игра ќе ја пренесат љубовта кон татковината и родниот крај.
Почитувани присутни, Општина Карбинци своето современо постоење го започнува во 1996 година како дел од развојот на локалната самоуправа во Македонија. Во изминатите 30 години општината бележи значаен напредок, подобрување на инфраструктурата, вложување во образованието, културата и подобри услови за живот за сите граѓани. Да се има своја општина, значи да се има можност самите да ја градиме иднината на местото во кое живееме. Затоа денешниот јубилеј е успех на сите граѓани кои придонеле за развојот на Карбинци. Во таа насока, значајна е и улогата на Советот на општина Карбинци во носењето на важни одлуки и развојот на општината. Ве покануваме со аплауз да го поздравиме председателот на Совет на општина Карбинци, господинот Стефан Петровски. Почитувани сограѓани, почитувани поранешни и сегашни представници на локалната самоуправа, драги гости. Денес кога одбележуваме 30 години од постоењето на општина Карбинци, јас како председател на Советот на општина Карбинци имам чест да ви се обратам. Јас припаѓам на една помлада генерација граѓани од општина Карбинци, која што порасна слушајќи како нашата општина пред 30 и повеќе од 30 години се соочувала со недостиг на основните потреби за животот во општината. Ни раскажува како многу населени места се соочувале со недостиг на водоводна мрежа, канализациона мрежа, потребната инфраструктурна мрежа или пак улично осветлување. Денес, после 30 години, со гордост можеме да кажеме дека општина Карбинци е општина со развој. Денес во општината можеме да се пофалиме
со модерна инфраструктурна мрежа, канализациони системи, водоводни системи, улично осветлување и безброј многу проекти кои што помагаат во подобрувањето на секојдневниот живот на граѓаните во општина Карвенци. Нормално, тоа не е се, пред нас постојат уште многу предизвици и многу работа, но со сигурност можеме да кажеме дека го имаме темелот врз кој што денес можеме да изградиме една модерна и функционална општина за нашите идни генерации. Па затоа денес собрани сите овде да одадеме една почит на сите оние генерации пред нас кои што вложиле труд за да го имаме овој изглед на општината кој што го имаме денес. Генерација кои што вложиле љубов, визија и работа. Нека ни е честит празникот Спасовден, денот на општина Карбинци, нека продолжи развојот на општина Карбинци и благодарам. Почитувани присутни, развојот на една општина се темели на посветена работа, визија и грижа за граѓаните. Во изминатиот период, општина Карбинци бележи значаен напредок и реализација на бројни проекти. Со својата работа и посветеност, градоначалникот Виктор Паунов остава значаен придонес во развојот на општината и создавањето на подобри услови за живот за сите граѓани. Ве поканувам со голем аплауз да го поздравиме градоначалникот на општина Карбинци, господинот Виктор Паунов. Почитувани советници на Советот на општина Карбинци, почитувани поранешни градоначалници и советници, почитувани директори на институции, почитувани гости од армијата, почитувани представници на Министерството за внатрешни работи, почитувани драги гости. Голема чест и задоволство ми е што ја имам можноста денес да се обратам пред вас по повод 30 годишнината од основањето на општина Карбинци. Дозволете ми најнапред да го честитам нашиот патрон празник Спасовден и да посакам уште многу вакви јубилеи да славиме во нашата општина Карбинци. Да се има општина е привилегија, но и голема одговорност. Пред точно 30 години идејата, желбата и визијата за еднината се преточи во формирање на општина која денес представува гордост за сите нас. Институција низ која во овие 30 години поминаа многу важни одлуки, тешки моменти, но и многу позитивни работи кои денес сите нас не прават горди жители на Карбинци. Во 1996 година по иницијатива на 5 наши сограѓани, меѓу кои Ѓоше Манев, Делче Стоилов, денес покојни Александар Бурич, Боро Левков и Никола Манев, со јасна визија и мудри чекори оваа иницијатива ја претворија во денешна реалност. Формирањето на општина не било лесно, ниту пак во прв момент реално прифатливо. Овие луѓе наишле на отпор и негација по ова прашање од населението, како и од различни структури. Но упорноста и желбата да се стигне до целта на крај ги обединила сите од денешната наша територија на општина Карбинци. Да денес со гордост можам да кажам дека имаме успешна општина која од самите почетоци ги има поставено темелите кои низ годините општината ги има градено по вистинскиот пат. Со многу предизвици во различни времења, од кризи со поплави, моменти на економски предизвици, времење на приватизации, потоа ковид пандемија, а по новите времења донесоа и енергетски кризи кои навистина ја отежнуваа работата и функционирањето на институциите. И се ова нормално не ја одмина ниту општина Карбинци. Но успеавме да пребродиме со мудри потези, домакинско работење, честна и многу посветена работа,
да денес имаме една од поуспешните општини во регионот во Источна Македонија, па и воопшто во Македонија. Општина Карбинци има решени прашања со инфраструктурата, реновирани модерни училишта, нова детска градинка, целосно обновена модерна спортска инфраструктура, затворени диви депонии, а општина Карбинци може да се пофали и со одлична спортска понуда. Општинскиот фудбалски клуб Карбинци 28 години постои, а во последните 10 години и активно функционира. Овде се боречките клубови Киро Ристов и БК Карбинци, на кои сум исклучително горд, клубови кои настапуваат повеќе млади категории со успешни резултати на државни и меѓународни надпревари. Карате клубот кој исто така е активен последните 3 години и внесе додадена вредност на спортскиот дел во општеството, како и познатите фудбалски турнири по повод празниците во повеќе населени места низ општина Карбинци. И овдека ќе ги споменам и настаните од културата, кои што по повод празниците го збогатуваат нашето секојдневие и се веќе традиција во нашата општина. Важен сегмент за успешност во нашата општина во овие 30 години е и добриот соживот со сите етнички различности во општината. Нашите сограѓани од турска националност посебно придонесуваат за нашата шареноликост пред се во културата, но и значаен дел како вредни земјоделци и сточари. Почитувани гости, јас нема да должам. За Карбинци може да се зборува уште многу. Имаме зошто навистина да сме горди. Ќе упатам на крај и една порака до сите идни генерации кои некогаш ќе ја предводат општината или ќе бидат дел од раководството. Бидете горди на минатото, на се што се направило во нашата општина и најважното, чувајте ја како свој дом, затоа што општината е и наш заеднички дом. Да ни е честит јубилеот 30 години општина Карбинци, да ни е вечна општината. Ви благодарам. Му благодарам на градоначалникот за обраќањето, а во продолжение следува доделување на јубилејни награди и признанија по повод патрониот празник Спасовден и 30 години од општина Карбинци. Земјата.